Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода и издание. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам и одговарам на едно прашање кое што можеби никој од вас досега не ми го поставил, но знам дека ќе ви звучи супер и ќе ви звучи интересно, а тоа се овошјата, односно боите на овошјата и зеленчуците и што всушност боите на овошјата и зеленчуците значат. Секој од нас е свесен дека прва работа овошјата и зеленчуците се здрави и правилни и треба да се конзумираат во текот на денот, но можеби не знаете кој од овошјата или зеленчуците, односно како можеби ќе препознаам која боја е поздрава или која со себе носи нешто. Она што јас го знам е дека боите на зеленчуците ги добиваат од зависност од составот, односно од тоа кои антиоксиданси се содржат во тие овошја или зеленчуци, во кои можеби фитонутриенти се содржаат, кои минерали и витамини и така натаму. И тоа се практично, тој склоп од различни нутриенти ја дава бојата на одредено растение. Сега, кога ме прашувате за кои бои можеби јас би кажал дека се подобри и дека се побогати со нутритивна вредност, она што со сигурност го знам е дека потемните бои на одредено парче на овоше или зеленчук се секогаш подобри и позрели и повеќе изобилуваат со нутриенти. И знам дека тоа ви звучи логично, затоа што, еве да речеме, бананите конкретно, за да стигнат можеби на нашата трпеза, се берат зелени за да попат зреат и да ја добијат таа жолта боја. Но за да ја добијат таа жолта боја, практично начинот на кој што зреат е веќе пореметен и најверојатно нема да ја добиеме фул нутритивната вредност. Доколку зборуваме можеби за зеленчуци од типот на патлиџан. Патлиџанот знаеме дека има црвена боја, но има различни патлиџани кои што по нијанси се разликуваат. Да речеме има розев патлиџан, имате темно црвен патлиџан, имате посветло црвен патлиџан и она што јас би го апелирал и би го и навивам, односно за боите е секогаш таа да биде потемно, односно да бирате можеби потемно црвен патлиџан, затоа што тоа значи дека со себе носи многу поголема нутритивна вредност. Исто е тука и со, не знам, зеленчуците кои што ги јадеме во секојдневието, дали е тоа марула, дали е тоа, не знам, спанак, имате неколку типови на марула кои што се посветли, потемни, секогаш бирате ги потемните. Кога имате бели бои, тоа значи дека белата боја не секогаш, но најверојатно значи дека производот е малку посиромашен со нутритивна вредност. Некај сите, пак ја кажам, но чисто да знаете како генерална слика дека што појака и потемна е бојата на растението, толку со себе повеќе носи нутритивна вредност. А таа нутритивна вредност е изразена преку фитонутриентите, преку антиоксиданси, витамини, минерали и така натаму. Тие ја даваат бојата. Доколку можеби сакате да дознаете повеќе околу тоа што значи зелената боја, што значи можеби виолетовата боја, црвената боја и како да знам кои нутриенти ги добивам во зависност од тоа која боја на зеленчук или овоше ја бирам, мислам дека не би имале време сето тоа да го разглобуваме тука во овие кратки епизоди, но ако ве интересира, постои чичко Google кој што може да го прашате се и ќе ви каже од каде всушност доаѓаат одредените типови на бои. Она што јас можам да ви го кажам е дека од каде и да доаѓаат и какви и да се, гледате што повеќе да имате виножито во вашата исхрана од овоше и зеленчуци. Секојаш салатата кога ја правите, гледате да биде што пообоена, па и овошната салата и зеленчуковата салата секогаш што пообоена, бидејќи на тој начин обезбедувате голем внес на нутритивна вредност. И за денешнава епизода немам што повеќе да ви кажам, тука завршувам, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следното издание. Убав ден, чао!